Дали само еден момент. По коментар на сега се извинувам. Едвард Кардел што го донесе законот за формирање на селски работни задруги, тоа е најголемото историско зло кое е сторено врз македонското село и врз македонскиот селанец. За илустрација. По војната, по статистика, 1700 активни села имаше во Македонија. Само по 20 селани да се спротивставува на законот, тоа ќе била над 3000 души затворени во Идрисово. А не беа само по 2, по 10-20 души се бунтува по селата со вили и жените, што се вика, со голи раце, со градите, се спротивставува на тој вандализам. Затоа ние денеска немаме село. Сега повелете. Сега приватно да ве прашам. Дали кој излегате од затвор се сретнате со својот екзекутор? И во Идризово и судијата. Каков однос имате? Какво чувствувате? Да ви кажам, фино праши, нормално секој би ме прашал. Јас по природа сум, не сум реваншист, воспитан сум патриархално, мајката моја била аџика и така натаму. Вика, ако има Господ, нека го казна. Управителот на Идризово, што беше Цветко Крајна, да не кажам, братска помош од Хрватска, беше садист par excellence. Ја го пишам таму во книгата моја. Несфатливо и ми се чини би било многу грозоморно да објаснам сега во момент. Легнат на земја, едниот подуправител со едната кондура на оваа рака, другиот подуправител на оваа рака, а тој Цветко Крајна ме јавно преко градите и со забите ми го јаде гркленот. Тој се пресели од тука, јас кога малку полиберални односи да стана, го барав по телефон и цела Југославија, пренесам преко Загреб, да го најдам и да му отидам во Загреб, само да го прашам, зошто господине го правите тоа? Што зло ви направив јас за вас? Што знаевте вие за македонската кауза? Тој мене ме убиваш. Дали Велјановски кога излезе таткото од затвор, со својот син, имаше часови на исповед? Да. Како? Имаше. Па видете вака. Имавте чувство дека ве придобива за каузата или ви зборува како на родител? Немав чувство дека ме придобива за каузата. Видете вака, татко ми после излегувањето од затвор ја истражуваше проблематиката на ВМРО. Читаше, ама буквално се читаше, што ќе му дојдеше под рака. Без разлика кој беше автор, за која теза се залагаше, без разлика на која идеолошка провиненција припаѓаше авторот. Едноставно, Крсте Велјановски читаше Господа. Што ви зборуваше за затворските денови? Тоа е. Зборуваше за убиството на Глигор Чулев. Најтрагичното нешто што се случи. Зборуваше за оние затвореници кои што не го преживеа темнувањето во Идризово и кои што се погребани на позади негде Идризово, во извесен остров во Вардар. Не знам дали ковче има сега од нив останато од тие луѓе. Жалосно. Рекоте Ѓорги Чулев или Илија Чулев? Глигор Чулев, младинец од Кавадарски гимназијалец. Само дозволете, не молам. Зборуваше и за труп во карцерот што го нашол заради извесен делик што го направил во затворот, без разлика кој е тој и што е. Крстета го ставиле в карцер. Меѓутоа стражерот го заборавил затвореникот што бил претходно и нашол труп Крсте во затворот. Во карцерот буквално. Па тропал наврата, па отворете, па извајте го човекот. Каде заврши тој човек? Добро, поштовани гледачи, само момент. Многу сум заверен, али морам, бидејќи сум личен пријател со татко му негов, во Идризово, неразделни, прекрасен ВМРО-ец, у буквална смисла, оно ВМРО без префикси, суфикси, македонското ВМРО. Тој беше толку измалтретиран, беше миниатурен, дури и помал од него. Во една рација, бидејќи затворите во тоа време не беа под јурисдикција на Министерство на правда, него беа под Министерство на внатрешни работи, ние бевме под перманентна истрага. Во една таква рација
кога 20 души не качи во горе у чавкарникот, под неверојатен терор, морам да кажам, и може да е непријатно, таткото на ова дете полуде од тепање. Господин Гашев, само еден момент. Има една интересна филозофија во вашето општествено живење. Вие сте ВМРО со педигре, што би рекли. Настрадавте за каузата. А мојот дедо било осуден на смрт. А потоа, да, воопшто немавте привилегиран однос, нити пак имавте активен однос кон ДПМН или кон ни кон Груевски, ни кон особено Лјупче Георгиевски. Да не говорам од времето на Богдановски. Перфектно прашање. Прво, јас ВМРО го разбирам како собственост на цел македонски народ. Оној кој живее со македонската национална кауза, ВМРО на Илинден, ВМРО на Даме, ВМРО на Гоце, а индивидуално е право кој надвор од таа национална определба политички ќе живее таму или вамо. Јас имав еден разговор, да не спомнувам, со врвот на ПДП, пардон, на ДПМН, али немав никогаш идеја да влезам у тие партии, затоа што имав не предиспозиции, имав сознанија, комуникација со луѓе, со комуникација и од затворот, таму имаше плејада на тие ВМРО-ци, врховисти, ванчовисти, ние не бевме од таа провениенција, каде се читава лидерството на ДПМН не беше начисто со понационалното прашање. Добро. Сега, почитувани гледачи, имам намера вам и на моите гости да ви прикажам дел од проектот за така наречениот струмички случај, ликвидацијата на 5 студенти кои останува енигма, мотив, причини, каде и зошто. Еве дел од овој документарец што беше подготвен во рамките на проектите на Советот за радиодифузија, а потоа завршни коментари на тема Македонија во постфашистичкиот период меѓу страдањата, реваншизмот или политичката рехабилитација на прогонетите. Тие се земени на 11 август од градскиот парк, однесени во куќата на Калкашлија, која тогаш била затвор, и од таму одведени во селото Дорломбос и пукано од близина и убиени. Како резултат на настапените известни демократски процеси, а кај нас 40 годишнината од зверското убиство на 5 струмички студенти предизвика големи бранувања во Струмица и воопшто во целата македонска држава. Подолго време, за тоа во весникот Нова Македонија пишуваа новинарите Манински и Марковски, изнесувајќи искажувања на многу субјекти, а и засегнатите на еден или друг начин реагираа. Заклучувајќи ги сознанијата до кои дојдоа, споменатите новинари го презентираа следниот заклучок. На крајот од тринеделната редакцијска потрага по вистината за убиството на струмичките студенти, Стево Топчев 19 години, Мирко Пецев 23 години, Ѓорѓи Јарамов 22 години, Ѓорѓи Костуранов 20 години и Борис Белев 22 години, извршено на 13 август 1951 година, останува да се констатира дека не постојат докази дека момчињата биле членови на противдржавна организација, ниту дека дејствувале против државата. Наместо тоа, постојат многу сведочења и аргументи дека биле одлични ученици во Струмичката гимназија Јане Сандански, дека 5 биле прекрасни другари и дека имале своја музичка и драмска секција, дека учествувале на повеќе сојузни акции каде што станале ударници, дека без никакво судење, вечерта на 11 август се собрани од игранката во бавчата на домот на ЈНА во Струмица и дека се убиени на 13 август во попладневните часови на Беласица, недалеку од селото Дорломбос. Останува како констатација и тоа дека не се убиени при обид за бегство преку границата, туку дека се стрелани единечно од револвер далеку од границата.